Време е за првиот разговор, кој што, како што најавив и претходно, го посветуваме на здравието, благодарение на соработката со болницата Аџи Бадем Систина. Утрово имам чест и задоволство во нашево студио да му посакам добро утро на доктор Михајло Ивановски, ортопед травматолог. Доктор, добре ни дојдовте во Добро утро, благодарам за поканата. Нашата утринска програма. Зборуваме нели постојано за ковид пандемијата, која што го смени начинот на живење, начинот на функционирање, ги ограничи можностите за шетање, меѓу другото и за спортување, и за оние секојдневни активности кои што ги правеле добар дел, би сакала да верувам, поголемиот дел од граѓаните, за да бидат во добро здравје и во добра кондиција. Некако се затворивме во домовите, особено сега кога времево станува се постудено и поврнежливо и забораваме да бидеме физички активни. Еве сега како ортопед и травматолог вие најдобро знаете колку е неопходна физичка активност за да се зачува благосостојбата на еден организам. Па да почнеме од тука. Што да правиме во домашни услови, кога времето надворе вакво какво што е, а да не заборавиме да го користиме локомоторниот систем и да го одржуваме во добра кондиција. За жал да, точно е. Целата се состојба не измести сите, значи како на здравствените работници, така и воопшто сите. Апсолутно се сложувам и го поддржувам тоа дека рекреацијата, вежбањето, истегнувањето, спортот се апсолутно треба да бидат дел од сечија секојдневие. Во моментов рекреирањето, спортот во надворешни услови за жал не е ограничен, што ради временските услови, што како што спомнавме ради состојбата со целокупната пандемија. Меѓутоа максимално треба да се користи времето што може да се спроведе на отворени услови. Временските услови не се толку она што би требало да не спречува. Во скандинавските земји имате една убава изрека, велат да нема лошо време, има само лоша опрема. Така да апсолутно се слагам со тоа дека треба да се користи секој момент на отворено, меѓутоа она што не може да се направи на отворено би требало да се прави во затворен простор, кој што и таму сега не е ограничен, сепак се останува тоа на домашните услови. Од најобично утринско размрдување и стегнување, па до нели сите оние услови што може во домашни услови да се имаат, од тренажни траки, тренажери за точаци, треба да се користат и да се употребуваат, затоа што па макар и во домашни услови спортувањето, рекреирањето и стегнувањето е подобро отколку неправењето ништо. Во овој дел од годината, значи временските услови дозволуваат многу спортски активности надвор, почнувајќи од планинарење, пешачење, па нели, се надевам и на скијање оваа година, доколку дозволат временските услови и условите околу пандемијата. Така, би сакала да спомнеме колку е се тоа важно и за децата, затоа што и децата сега учат од дома, онлайн, голем дел од денот се пред своите компјутери, пред своите лаптопи, колку родителите треба да обрнуваат внимание на тоа децата да бидат физички активни во тие домашни услови, зашто нели и надвор не е препорачливо да се групираат со своите другарчиња заради пандемијата. Да, децата имаат и онлайн физичко, што е, нели, во ред подобро тоа отколку ништо, меѓутоа сепак треба и децата да се стимулираат колку што може повеќе, па макар и во домашни услови, вежбаат. Има еден куп, нели, YouTube програми, видеа кои што овозможуваат за таа детска возраст. Да, и за нив се можат да бидат многу атрактивни и мотивирачки. Така, значи би било убаво, па макар и по краток временски интервал од текот на денот да го прават тоа, пошто сепак не се во училиште, учат онлайн, дома сме се зажал цело време пред лаптоп, пред iPad, пред телевизор, многу ретко има простор нели со другарчињата да си поиграат, така да би било убаво да се стимулираат и да се што повеќе мотивираат да вежбат, па макар и во домашни услови. За жал ова зима ќе ни остане тоа. Да, затоа што со месеци ќе бидат затворени, а во таа фаза кога децата растат и се развиват може да дојдат и до многу деформитети поради немање на таа физичка активност. Апсолутно. Значи ќе мора нешто ова зима да се прави, пошто се уште е дискутабилно за време на распустот колку ќе може нели да се користат оние ресурси што обично ги користат сите дечиња за спортување, така да во домашни услови ќе мора да им се
да им се помага, односно да се мотивираат да работат колку што е можно повеќе. И тука ќе треба родителите да одиграат сериозно својата улога за да не дозволат да поминат така овие следни неколку месеци и децата сосема да заборават на таа физичка активност која што им е неопходна. Сега ги спомнавте нели и зимските спортови, зимскиот распуст, еве гледаме веќе по планините дека има снежна покривка, што значи веќе тоа ќе ги мотивира тие што се љубители на зимските спортови, но и сите што сакаат да избегаат од загадениот воздух од урбаните средини, барем од време на време да одат на планина, а снегот кај да ќе стаса и во градовите, што со себе освен една убавина, секако носи и ризик, затоа што сведоци сме дека во зима се случуваат и повреди кои што се поврзани нели со тие снежни покривки, со мраз, со лизгав терен. Да, ни престои период кога колку снегот ќе биде убав, снегот прошледен со мраз, толку ќе биде и ризичен. Јас како љубител на снегот и на скијањето мора да кажам дека ги мотивирам сите што можат, што сакаат да се качат на планина, да скијаат, се санкаат или whatever, значи да го прават тоа. Апсолутно за мене е еден од поубавите спортови, без разлика што се носи ризици со себе. За жал секоја година се среќаваме со многу спортски повреди од скијањето, санкањето или сите спортови поврзани со зимата. Ке го спомнам и лизгалиштето, значи летно време возат ролерки, зимно време се на лизгалиште, слични се повредите, меѓутоа тоа е ризик кој што нели треба да се прифати. И тоа се повреди пред се кај млади луѓе, почнувајќи од истегнувања, дисторзии, односно исчешување на зглобови, па се до потешките фрактури, односно скршеници. Тоа се пред се млади луѓе кои што се поврзани најчесто со high energy травма, односно повреди кои што се со високо енергетски повреди кои што и си бараат најчесто третман соодветен медицински, независно дали ќе биде тоа конзервативен, хируршки или ќе помине само со рехабилитација, и секако оние повреди кај повозрасната група кои што, нели, спомнав се, не се уште го немаме снегот во градовите, меѓутоа ќе дојде и тој. Тоа се луѓе кои што најчесто завршуваат со скршеници, со ниско енергетски повреди, односно low energy травма, каде што при обично движење, пешачење, лизнување од мраз со снег доаѓа до фрактури најчесто. Да, и тука најчесто страдаат и долните и горните екстремитети како најчесто. Мада нема правило, од друга страна пак кога ќе падне снегот, повеќето од возрастните луѓе се пазат, не излегуваат, така да и не се повредуваат. Има еден период кој што е доста лош од кога ќе се стопи снегот, а ќе стане ладно. Кога ќе станат замрзнати улиците, кога навидуме се во ред, а уствари е многу лизгаво. Така да тој е доста незгоден период. Збориме за повозрастната популација. Да, тоа носи особена опасност, затоа што сите се опуштени, нели не се како на почеток еве ни дојде зимата да внимаваме, што може да резултира со такви несакани нели паднувања, скршеници, фрактури. Има ли начин на кој што можеме да се заштитиме од тоа во смисла што треба да правиме за да имаме појаки и поиздржливи коски? Дали вежбите придонесуваат, да, затоа не ви се вели за да немаме остеопороза, треба физички да бидеме активни или одредени продукти треба редовно да бидат на нашата трпеза, како еве во пресет на зимскиот период, малку да ги зајакнеме. Сето тоа е поврзано, значи еден хигиенско-диететски режим на исхрана, односно поврзан со здрава храна, подкрепена со соодветна суплементација на витамини, е многу битно. Исто така како што е битно и спортувањето, значи одржувањето во една соодветна тензија на мускулите, на коските, на тетивите е апсолутно битно, како за помладите, така и за повозрастните. Спомнавме кај младите е битно за здраво да израснат, односно да се здраво изградени, така и повозрастните да се одржуваат во една соодветна кондиција за да не се случуваат овие повреди. Не може да секогаш да ги превенирате, меѓутоа може да, како да кажеме, да им помогнеме да бидат поздрави. Значи јас долги години работам и со спортистите и покрај тоа што тоа им е работа на спортистите, живеат од тоа, живеат за тоа, сепак се случуваат нели несакани спортски повреди. Исто така и фрактури кај возрастни луѓе. Сам никој не оди на скијање за да се повреди. Меѓутоа нели сепак се случуваат тие работи. Меѓутоа спомнав се да, здравата исхрана подкрепена со соодветна суплементација апсолутно е неопходна за секој организам. Што значи тоа здрава исхрана кога зборуваме за Што значи тоа здрава исхрана кога зборуваме за коските?
сам немам потреба да повторувам дека коските се калциум, фосфор, сите тие витамини, меѓутоа Да, кои продукти задолжително треба да ги видете, консумираме? задолжителни продукти, значи овоше, зеленчук и млечни производи се задолжителни, нели? Има луѓе што не јадат месо, па има здрави коски, има луѓе што јадат месо, има здрави коски, така да тој дел, нели? Здрава исхрана за секој е различно, меѓутоа по здрава исхрана се подразбира неколку пати оброк во текот на денот, соодветно поделени, значи треба да се внесат и јаглехидрати, и масти, и протеини во соодветна динамика. И алкохолот е добар во умерени дози. Така, се што е во умерени Се што е дози умерен, да. е препорачливо и се што е во неумерени веќе има контраефект Така и штети на организмот. Колку е важен тој период од после на рехабилитација кога се случуваат вакви травматски повреди, затоа што секогаш кога ќе се случи фрактура, нели, потребно е да се изврши интервенција, мобилизација, но процесот на заздравување може да трае со месеци, па е поврзан нели со одреден начин на функционирање со физикални терапии. Колку е тоа важно за една фрактура, повреда, травматска повреда да се зацели како што треба? Значи, травматологијата, ортопедијата, односно нашиот дел, заедно со рехабилитацијата, со тој процес се во непосредна конекција, значи едни без други не можат. Голем број повреди, како фрактури, така и повреди на другиот дел од локомоторниот систем, мускулите тиви, се третираат конзервативно. Тоа е она со имобилизација, гипс, ортоза и све што треба, меѓутоа повторно периодот од одреден период од, да речеме, 4, 6, 8 недели мора да помине. Значи, независно дали ќе биде фрактурата третирана оперативно или конзервативно, си има период на рехабилитација. Голем дел од повредите, пред се фрактурите, скршениците на коските, се третираат оперативно. Независно што ние тоа му ставаме штрафови, плочки, клинови. Период на рехабилитација после тоа е многу битен. Има предност гипсот, си има предност операцијата, меѓутоа рехабилитацијата која што треба да се спроведе е апсолутно многу битна. Периодот е секогаш различен, дали тоа ќе биде од 4 до 6 недели, па до 4 до 6 месеци, сето тоа е индивидуално. Меѓутоа една убава рехабилитација сосема е многу битна за човекот да функционира нормално, нели? Од моментот да застане на нога или да профункционира со горните екстремитети, да се врати на работа, да може да почне да едноставно грубо кажано вози кола, ги обавува своите секојдневни активности, па до да се врати на спортска активност и на нормално рекреирање. Ќе ги спомнам дури професионалците, значи и кај нив период, значи они се рехабилитираат побрзо затоа што одат, да речеме, по една fast track рехабилитација, затоа што од тоа живеат, мора побрзо да ги вратиме на терените. Меѓутоа и кај нив тоа не може да иде побрзо, значи коската не може да зарасне побрзо кај спортистот колку кај обичните граѓани. Меѓутоа рехабилитацијата ги прави да се враќаат побрзо. Дали сте подготвени во ова време на пандемија да одговорите на сите потреби, еве и сите во перспектива што ќе се случуваат такви повреди поврзани со зимскиот период, со спортувањата, затоа што нели оптеретени се сите здравствени капацитети, се соочуваме со една вонредна ситуација, еве како Аџи Бадем Систина се снаоѓа со тоа и подготвени ли сте за периодот што ни предстои? Искрено, да, ние сме подготвени, сам во текот на целиот овој период со пандемијата работиме, нели, со сите протоколи, сите услови што треба, мислам сите што треба да се запасат протоколи, сите услови, меѓутоа како за фрактурите, така и за спортските повреди сме подготвени, ги работиме и ќе ги работиме без значи никакви рестрикции од наша страна, со тоа што ќе спомнам како започна пандемијата, тоа беше прошлата пролет, се осеќа разлика во промената на повредите. Се започна, нели, со скијашките центри, како кај нас, така во Италија, како се затворија, значи, во оној период, март-април, кога има многу спортски повреди од скијање, уште тогаш ги немаше. Значи, како се затворија скијашките центри, така тие спортски повреди, зборам, ние горе-доле знаеме, во кој дел од годината да очекуваме повреди од што. Значи, уште тогаш беа намалени. Претпоставам дека и оваа година нема да биде така сејано со скијачките центри. Многу луѓето ќе отидат, меѓутоа многу луѓето и нема да отидат, нема да скијаат, така да тој тип на повреди се намалени. Посекако на све што треба, ние сме спремни да одговориме, меѓутоа очекуваме дека ќе има, нели, обемот на работа ќе биде намален. Што би рекле, нели, повреда, има ли работа кај вас? Да, има работа што е окей за нас, не е во ред за пациентите, меѓутоа, нели,
it's a job. Така Мора да, да и работи останатото секако многу зависи од временските прилики, од тоа колку и во какви количини снег ќе наврне во урбаните средини за оној друг тип на повреди нели што може да се случи поврзан со лизгање тука на улиците и на тротоарите, а за жал знаеме дека кога ќе падне снег, често пати гледаме слики на неисчистени тротоари, неисчистени скали, што самото по себе веќе подразбира еден голем ризик, особено за луѓето што се во повозрасни години, што се потешко подвижни, но подеднакво и за оние што се можеби помлади, а недоволно внимателни. Па да, значи повозрасните најчесто се повреди нели од лизгање, од паѓање по тротоари и по улици. Помладите жал се поневнимателни кога возат автомобили по улиците, кога сепак има. Значи тоа се сепак посериозни повреди, меѓутоа се случуваат. Како одминуваат годините, снегот ни доаѓа малце покасно. Значи порано и во декември имавме снег, сега се поретко го имаме, а го имаме во февруари и март, така да малце се изместени работите. Околу нова година, последниве неколку години, па и да немаме снег. Да, веќе чекаме нова година како порано што сме гледале на филмовите, без снежен амбиент, ги немаме оние снежни нови години на кои што сме навикнале од детството, барем ние еве некои генерации, и тоа е веќе нормално, значи за новите генерации нормално е да имаме вакви зими, но еве не е на одмет, бидејќи сепак ќе ни дојде снегот, да потсетиме на сите овие опасности кои што и ризици кои што ги носи зимата, но се разбира и да упатиме една оптимистичка порака дека за среќа дури кога ќе дојдат такви несакани незгоди, дека ако навреме се интервенира и со соодветна професионална лекарска грижа, дека тие повреди сепак се санираат успешно, нели, во соработка со самиот пациент кој што мора да ги почитува сите тие протоколи кога е во прашање рехабилитацијата што ја спомнавме. Значи да, посекако и најмалите повреди треба соодветно да се истретира, че треба се консултира соодветно лице за да тоа понатаму не произлезе проблеми. Не само оние ургентни, хитни, значи ги спомнавме неколку пати скршеници, да тогаш знаеме дека пациентот мора да дојде на лекар. И оние ситни дисторзии, повреди на скочни зглобови, виткање на нозете, на рацете, сепак треба да се испроцесуираат соодветно, да се посети соодветен лекар специјалист, да се направи соодветна диагностика и врз основа на тоа да се спроведе соодветен третман. Значи една обична физикална е соодветен третман за одредени повреди. Значи затоа што на долг рок понатаму би немале проблем, нели? Обично тamo да речеме ме боли коленото, ама нека боли, ќе помине. Нормално е, да, жив човек ќе ме заболи. Така, ние обично тука сме научени се уште неголеми дел да одиме на лекар кога стварно нешто ќе имаме проблеми, ќе не заболи, а не да правиме редовни контроли кои што може да спречат прогрес на одредени. Значи, јас тука би апелирал, значи има еден куп состојби кои што се поврзани со време, значи како проаѓа времето, не иде на подобро, иде на полошо. Меѓутоа кај нив сите нив може да се помогне доколку на време се реагира. Значи го спомнав коленото, значи обично слетување на рскавицата, кој што е процес на дегенерација, кој што е процес кој што вие не може да го прекинете и никој не може да прекине, меѓутоа може да се ублажи со редовна посета на лекар, со редовни физикални терапии, со редовна суплементација или што и да треба да се направи, значи едноставно му се помага на организмот. Така да и најбаналната болка треба соодветно да се истретира, испроцесуира. Колку сме дисциплинирани како пациенти? Па не сме многу. Не сме многу, треба да сме повеќе дисциплинирани, затоа што убаво кажав, значи се уште посетата на доктор, поготово на ортопед, на травматолог е кога е птен морам. Некој ќе ме заболи ногата, некој кога веќе не може да се движам. Значи поедноставно е за сите да се истретира тоа кога нели. И во однос на тие препораки после да не се оптоварува, да речеме нога, ако е колено во прашање колк, ние знаеме да кажеме, јас можам, чувствувам дека можам да газам, да одам, што исто знае да направи штета и отпосле ако не е пациентот доволно дисциплиниран и ако не ги следи советите на својот лекар. Така е, меѓутоа кога веќе ќе дојдат на лекар, пациентите тука веќе стануваат, да речеме, поддисциплинирани, пошто сепак ако доволно убаво им се објасни што може да ги очекуваат, веќе се поразбрани. Не сите, меѓутоа се подисциплинирани. Проблемот е да дојдат на лекар за да може да им се објасни убаво што како.
Така, но да не чекаме да дојдеме Да, не на лекар, чекаме. кога е веќе доцна и кога веќе некоја повреда е во подоцна фаза, затоа што убаво велат подобро да се спречи отколку да се лечи, Така а е. ќе се спречи единствено ако нели ги слушаме тие сигнали на телото и ако болките ни бидат аларм да посетиме специјалисти и да побараме соодветна нега и третман на време. Доктор, јас ќе ви се заблагодарам за учеството во нашата емисија и за тоа што одвоивте време. Ќе ви посакам да немате многу пациенти со скршеници во периодот кој што ни предстои. Верувам дека со советите околу таа рекреација, умерена физичка активност во домашни услови или надвор секогаш кога може да го практикуваме тоа и правилниот начин на исхрана, дека ќе им помогнеме на сите кои што утрово не гледа и не слуша да бидат поодговорни кон самите себе си, кон сопственото здравје. Благодарам уште еднаш, ми беше задоволство. Исто така и мене. Продолжуваме ние сега со останатите содржини, бидете и понатаму со Алфа.